Дали Уставниот суд е пред нова историска одлука? Дали конечно граѓаните и предпријатијата ќе можат да ги наплатат долговите од државата, општините и јавните предпријатија? Зошто судот по собствена иницијатива го прошири разгледувањето на членот 218 од Законот за извршување? И дали конечно законите ќе важат подеднакво за сите, меѓу кои и за државата? За ова, но и за платите на судиите и јавните обвинители, како и за друго правно-економски важни теми, ќе зборуваме со председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Гледајте го подкастот Каде се парите со мене, Горан Теменогов. Да, ретко користам терминологија како историски одлуки, иако тоа е сега модерно во јавноста, но дефинитивно ако се донесе одлука околу членот 218 од Законот за извршување, тоа ќе значи тектонско поместување на владењето во правото во Македонија. Конечно, државата, општините и јавните предпријатија ќе бидат изедначени со сите останати чинители во ова општество, а тоа сме ние граѓаните и фирмите кои што исто така се наш дел од нашето секојдневно живење. Зошто е ова толку важно? Затоа што до сега никој не можеше да ги изврши јавните предпријатија, кои што на општинско и на државно ниво имаат долгови од околу 700 милиони евра. Само општинските јавни предпријатија се некаде околу 200 милиони евра. Ова е доволна причина денеска во студиово да го повикаме првиот човек на Уставниот суд, Дарко Костадиновски. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Да ни објасни зошто тие по своја иницијатива го проширија разгледувањето на овој член 218 од Законот за извршување, бидејќи адвокатот што ја поднесе иницијативата бараше само на првиот пасус од законот да се разгледува, додека Уставниот суд го разгледува и вториот пасус. И за да не да појаснам за што станува збор, само ќе ви го прочитам членот 218 за да ви стане јасно за што станува збор. Еве членот првиот пасус врз предмети и права на Република Северна Македонија и незините органи, единиците на локална самоуправа и јавните предпријатија не може да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи. Тоа е првиот пасус. Вториот е дека Основниот суд на подрачјето каде што се овие институции одредува колку што може да се изврши, што не може да се изврши, тоа го разгледува Уставниот суд по своја иницијатива. Ајде да не должам, многу ги запознавме нашите гледачи и слушатели со основното, со лајт мотивот на овој подкаст. Што точно разгледувате и зошто вие го проширивте разгледувањето на овој член? Многу ми е драго што судот пред месец и половина се одважи и одлучи да поведе постапка за членот 218 од Законот за извршување. Ќе ви кажам зашто. Пред 5 години овој суд го разгледуваше членот 218 по друга иницијатива. И тогаш имаше судии, можам и слободно да ги кажам, бидејќи тоа не е тајна, јас и судијата Осман Кадрију изразивме огромен сомнеж за уставноста на тој член 218, меѓутоа мнозинството одлучи, за да не настанат огромни последици по државата, одлучи да на некој начин прогледа низ прсти. Но овој пат многу ми е драго што судот одлучи како што одлучи. Поведена е постапка за членот 218. Многу интересен, дури и самиот пример на подносителот на иницијативата е доволен да и лаик може да разбере дека станува збор за неуставна одредба. Тој ни дава два примера. Вработен во јавно предпријатие општинско, се стекнува со право на пензија. Друг вработен не се стекнува со правото на пензија, бидејќи јавното предпријатие не ги уплаќало придонесите. Вработениот ја тужи општината, добива правосилна пресуда, не може да ја изврши. Затоа што општината не е извршлива според овој член 218. Така. Значи, 218 е толку нејасна, непрецизна норма, значи употребува дури и некој правен стандард неопходни за вршење на дејноста,
А во вториот став од членот 218 па му се дава некое дискреционо право на председателот на судот тој да определи кои средства се неопходни за вршење на дејноста. Значи, многу лоша нормирана норма. Нас ни е јасна целта на законодавец. Ние знаеме што сакал да постигне. Јавен интерес е, тоа се јавни предпријатија за смет, за вода, за комунални услуги, но, кога ќе прочитам дека долгот само на јавните предпријатија на општините се изнесува околу 200 милиони евра. Тие 200 милиони евра се нечии пари. Тие не се имагинарни, не се виртуелни пари. Тоа се пари кои некој ги побарува. Така е. Да појасниме за сите што не следат, јас знам компании кои што дале услуги на пример на одредени општини и после тоа бидејќи судот ограничил дека на одредена сума нема, до одредена сума не може да има извршување, тие компании дојдоа на работна пропаѓање. Значи дале услуга не може да се ги наплатат и судот смета дека не може да се наплати до одредена сума. Иако вака законот значи дека ја како што го читам, не може да се изврши на пример ѓубретарката на комунална хигиена, не може да се изврши на пример водовод, цевките што се имаат или опремата за поправки. Но зошто да не може парите што ги имаат, тие се пари на сите нас, не е само на нив. Зошто нивните плати да бидат поважни од платите на фирмата што била или на услугите што ги дава? Вие ја нарековте историска одлука, јас ќе ја наречам исклучително значајна одлука, бидејќи поведувањето на постапка кај Уставниот суд во огромен процент значи и одлука на Уставниот суд. Значи, ние штом сме изразиле сомне, сега без да преюдицирам, значи за мене лично, јас немам дилема дека е неуставна. Целиот член 218 и ставот 1 и ставот 2, оваа одлука веројатно ќе влијае на една финансиска дисциплина и на поголема одговорност на јавните предпријатија. Не може да се најдат разумни оправдувања. Јас прочитав изјава на некоја асоциација на овие комунални предпријатија, вика ако судот сака да овозможи непречена присилна наплата од нашите сметки, тогаш вика нека најде начин на кој ние како комунални предпријатија брзо и ефикасно ќе ги наплаќаме нашите побарувања. Не може ова да биде изговор. Значи, од способноста на раководствата на тие јавни предпријатија зависи како ќе работат. Значи, правото на собственост, а побарувањата, па поготово потврдени со правосилна пресуда или со извршна одлука, представуваат собственост. Собственоста ужива најсилна уставна гаранција. Темелна вредност е правната заштита на собственоста, е темелна вредност на нашиот правен поредок. Значи, тоа е право на граѓанинот. Правата на граѓаните можат да бидат ограничени само во исклучителни околности, во онредна воена состојба. Не може да бидат ограничени на ваков начин. Значи, тие 200 милиони евра што се загуби или долгови во јавните предпријатија се пари на некои физички или правни субјекти. И тие треба успешно да работат. И тие треба платени на своите вработени да им дадат. Значи, не може да биде аргумент за да дадеме плати во јавно предпријатие кое продуцира загуби, вие нема да дадете плата на вашите вработени. Не може. Да ве прашам, генерално зборуваме овде за извршување. Како ќе го најпросто кажано, ќе ви се јавуваат ли сега од влада да немате одлука, бидејќи ова ќе има финансиски импликации врз целиот систем, вклучувајќи ги финансиите на државата. Може ли да очекуваме дека ќе има ало, на пример, од влада или од некои други институции кои што ќе ви кажат, ве молам, ваква одлука не носете, бидејќи криза е, буџетот не е во добра состојба, имаме потешкоти со финансирањето, значи еве не е така сјајна ситуацијата, гледаме што се случува геополитички, едноставно да ве замолат да премижите или да не ја донесете одлуката. Видете, од такво премижување, значи не случајно го почнав разговорот со дека пред 5 години се гледаше оваа одлука. Може би пред 5 години ние да донесовме одлука, немаше да се доведеме во ситуација повторно да се продуцираат вакви загуби. Значи еднашка мора да се стави ред. Видете, кај мене јавување не постои. За другите суди не можам да тврдам, но и без да ни се јавува некој.
Ние, кога ги носиме нашите одлуки, сме должни да ги земеме во предвид сите околности и ефектот на нашата одлука. Значи, тие како ќе влијаат на остварувањето на правата на граѓаните. Значи, без некој нас да ни кажува, ние сме должни како уставни суди, на тоа не упатува нашиот такт. За одлуката дали ќе донесеме укинувачка, поништувачка, интерпретативна одлука, одлука со одложен правен ефект, ние ги цениме сите околности, односно што нашата одлука ќе значи за правниот поредок, вклучително и за буџетот. Така ќе биде и во овој случај. Да, но буџетот не е над државата, не е над нас граѓаните. Ние сме државата, граѓаните. Вие не треба да се абстрахирате од можните последици финансиски врз државата, од аспект на тоа што и државата е правен субјект во односите, например, во вие должничко-доверителски односи. Бидејќи ако вие ја штитите државата, оди на наша штета на граѓаните. А ние сме државата, граѓаните, у суштина. Не, ние го штитиме уставот, не ја штитиме државата. Ама уставот гарантира дека ние сме носители на суверенитетот на Апсолутно. граѓани. Граѓаните се носители на суверенитетот. Граѓаните се државата. И затоа не случајно реков, собственоста е такво право што може да биде ограничено само во исклучителни околности, а не и вака. Ова е ограничување со нејасни и неопределени правни стандарди, средства неопходни за вршење на дејност. Значи, околу неуставноста, јас немам никаква дилема. Околу одлуката, најверојатно би требало да донесеме или интерпретативна одлука, што значи да му одредиме рок од 6 месеци на законодавецот да ја уреди нормата на начин како што треба да ја уреди, или да донесеме одлука со одложен правен ефект. Значи да речеме се укинува членот 218, меѓутоа правниот ефект на нашата одлука стапува на 1 јануари 2027 година. Зашто? За да може да се подготви општеството таа одлука да го даде посакуваниот ефект. Долгорочниот ефект од таа одлука ќе биде огромен по мене. Крајно време е да воведеме дисциплина секаде. Значи, не одат тие работи јавните предпријатија како да е нешто нормално во нашата. Сите продуцираат загуби. Зашто продуцираат загуби? Дали е тоа партиска превработеност, дали е ненаплаќање, дали е некоја комотност? Нема комотност. Затоа што ако вие сте собственик на компанија, вие не спиете, бидејќи на тој датум треба да исплатите не знам колку плати, И данок да се плати, така е. здравствено, пензиско, данок да платите. Па нема да спијат ни раководителите на овие компании. Ако се нафатат за тоа, а не да бидат комотни. Пред некој ден на телевизија гледам некоја струмичка компанија, вика 5 милиони должи. Како да е тоа нешто нормално? Не, тоа не е нормално. Не е нормално. Сега И уште една паралела, Горан, извини. Државата може да најде начин да се справи со овие состојби. Еве го данокот за солидарност. Донесовме поништувачка одлука, поради тежината на повредите. Колку што слушнав од овој март почнуваат да се враќаат пари да на има компаниите. така. Така да, Наредната постојат начини, сум против да се блокираат сите јавни предпријатија или не знам како што викаат да не останат без да им се извршат камионите не може за собирање на смет или не може тоа. нека не се манипулира, да, тоа е манипулација, Така. да. Меѓутоа секој еден граѓанин кој ќе се нафати да раководи јавно предпријатие треба да биде и одговорен. Значи може да очекуваме генерално со одложено дејство или да се даде рок да се. Тоа е мој личен став, заради можните последици. Вие рековте 700 милиони на Мислам ниво дека на на центар, да, државата. кои ќе се земат сите. Тоа се огромни пари. 200 милиони само локалните власти. Тоа се страшно многу пари. Мислам дека ќе треба еден период за сите да си се подготват како да се ефектуира нашата одлука. Така. Ќе видиме како ќе донесете одлука, но ова е интересно. Повторно ќе се вратам. Ќе имате ли доволно сила да истраете во ваквата, ајде да речеме, во ваквиот став да се врати правниот поредок, бидејќи и државата во правниот поредок е еднаков со граѓаните и со компаниите. Она не е ништо над, освен во исклучителни ситуации, каде што имаме, кај што мора да действува по сила на закон и надворешни влијанија, рековте кризи, ваква, онаква и сето тоа. Дали ќе истраете во заведување на ваков ред, бидејќи ова е болно, ова има сериозни последици во целиот систем.
финансиски, но од друга страна па се гради правниот систем. Враќаме правото на вистински патеки, односно одговорноста и правото на вистински патеки. Враќањето на довербата во владењето на правото и изградбата на правната држава е болен процес. И бара тешки и храбри одлуки. Овој суд има покажано дека е способен да донесе тешки одлуки. Многу луѓе не веруваат дека можеме да донесеме тешки одлуки, но ние донесовме прилично тешки одлуки. Таков е данокот за солидарност, да не збориме за оние политички, некои ги нарекуваат сензитивни теми, за мене не постојат сензитивни, несензитивни. Балансерот, изборниот закон и кривичниот законник, овој суд покажа. Зашто? Затоа што е крајно време институцијата што е на врвот на пирамидата, што се вика владење на правото, а тоа е Уставниот суд, да почне да рефлектира правна сигурност и владење на правото. Ако ние тоа не го правиме, ние уште 10-15 години ќе глумиме дека во нашата држава владее правото, а состојбите ќе бидат полоши и полоши. Зар треба за 5 години повторно да седнеме и да констатираме дека загубите станале 400 милиони? Не. Еднашка мора да се стави точка. Ќе бидат болни некои процеси. Меѓутоа, бенефитот од правната држава и од владењето на правото многу брзо ќе го почувствуваат сите. Така. Сега морам да се задржам на извршувањето како за да ја завршам оваа тема. Вие донесовте исто така лани одлука кога се изјаснивте околу измените на законот за облигациони односи за извршување, односно околу каматите и застарувањето. Ограничувањето на каматите остана, додека застарувањето го укинавте со измените што беше донесено, мислам, во 2023 беа донесени некаде во јули, мислам, по иницијатива на пратеници од владеачкото мнозинство, спротивно на препораката од владата, бидејќи имаше допис дека владата не се согласува, но ги донесоа тие измени, а владата сметаше дека се нарушува владењето на правото. Знаеме што се каматите остануваат, односно каматите се ограничени, можат максимум до 100% да бидат од главницата на долгот, тоа значи 100 денари, ако должите на максимум уште 100 денари можете да платите камата, но како да останаа опашки од вашата одлука, а тоа е за да појаснам сега на гледачите, ако на пример стапува на 1.1. законот на сила, има побарување, односно должничко доверителски односи што биле 100 денари, наплатени се 150 денари, односно за враќање има 250 денари за враќање. Сега, во моментов во судовите се смета дека од 1.1. од кога стапува се на сила законот, не течат нови камати, односно долгот се запира на 250 денари, односно 100 плюс 150, додека дел од правниците сметаат дека во суштина 100% почнуваат да течат од 1.1., односно има уште 100 денари да се оди до исполнување на законската норма, односно во овој случај би било, ако не се вратат во парите, 350 денари вкупно, бидејќи сметаат дека има ретроактивност, а нашиот устав не познава ретроактивно важење. Значи, се што било до 1.1. се трга на страна, почнува да се применува од 1.1. Оваа опашка не може да се реши во овој момент, бидејќи извршувањето не може до Врховен суд да стигне и да се донесе унифицирано толкување на овие измени, на овој закон. Што правите вие како Уставен суд, бидејќи ја оставивте опашката со ваквото решение? Видете, во врска со тој предмет, Уставниот суд првен одлучи да не поведе постапка. Уставно ги одобри измените. Измените се однесуваат на скратување на рокот на застареност. Претходното правно правило беше 10 години за да застарат, новото правно правило беше 5 години. Јас бев дел од судиите што уставно го одобривме ова решение. Ние 6 месеци по таа одлука, кога судот доби нови судии, донесе друга одлука, што не е невообичаено, со која ги укина измените. Иста аргументација како сега што користам за законот за извршување, користев и за законот за облигации. Јас, како човек и како судија, сметам дека 5 години е доволен период за доверителот да најде начин да си го наплати побарувањето, па дури и по присилен пат. Затоа што над 5 години ние влегуваме во една финансиска недисциплина. 5 години е доволно да си го наплатам. Затоа што 10 години е
Замислете, можам да седам комотен и во 7-та година да го поднесам барањето. Или во 9-та и 8 месеци. Така. Тоа имало случаи, ги знам такви случаи. 9 години и 8 месеци се пушта за извршување со каматичка од 9 години. Огромни камати. И ги таргетира граѓаните, значи ние мораме да бидеме свесни и како судии. Убаво рековте, суверенот на оваа држава е граѓанинот. Ние што штитиме уставот? Уставот зашто постои? За да ги заштити граѓаните. Мораме да водиме сметка за тоа. И тоа беше мој аргумент. И тогаш помина. Не се согласував со преодната одредба во која вика започнатите постапки. Значи, се што било правосилна одлука, извршна одлука, достапувањето на новото правно правило ќе заврши по новиот закон. Не. Тоа не е правна сигурност. Затоа што со стапувањето на сила на тој закон, тие побарувања што постапувањето навршиле 5 години, готово не може да бидат присилно наплатени. И сега некој што бил, например, совесен доверител, не може да си го наплати својот долг. Не се согласував за таа одредба. Но Уставниот суд 6-7 месеци подоцна ги укина. Не е дека нема аргументи и за укинување. Некогаш Уставниот суд е исправен пред многу тешка одлука. Ценеки не е дека не може да се најде неуставност. Еве одлуката пред мене. Подготвувајќи се за овој подкаст, ја прочитав вчера. Има уставно разумни аргументи. Што станува по донесената наша одлука? Законот со застарувањето од 5 години бил во примена, да речеме, 1 година. Во таа 1 година, сите побарувања што навршиле 5 години, застареле и не можат веќе да се наплатат. Така? Така. Проблемот настанува што нашата укинувачка одлука, прашање е дали ја оживува претходното правно правило. Укинувачка е, не е поништувачка. Затоа што според мојата правна филозофија, според мојот правен став, само доколку се поништи некој закон, и тоа цел закон за измени и дополнување, не само одредени одредби. Само во тој случај се враќа во живот претходното правно правило. Зашто? Затоа што правниот ефект на поништувачката одлука е колективна правна амнезија. Ова не се случило. Така. Таа измена не се случила. Што Не значи, постои. таа измена не можела да го стави вон сила претходното правно правило. Тоа е мојата правна логика. Так. Меѓутоа, овде ќе имаме укинувачка одлука. И ја сум согласен дека остана многу нејасноти во примената. Вие рековте, ние не треба да водиме сметка за примената, и да, ние екс официо не водиме грижа за тоа како се применуваат нити нашите одлуки, не, дали се почитуваат водиме, меѓутоа ефектите, примената на законските правила не е наша надлежност. Но овде сум должен да кажам дека исто како законодавецот во правната теорија и во правната филозофија, особено во уставно правната, постојат правила. Пречестата промена на законските решенија представува повреда на владењето на правото. Води кон правна несигурност, води кон неможност за правна предвидливост. Истото се однесува и за нашите одлуки. Зашто нашите одлуки имаат и правните ефекти, правните карактеристики идентични како законите. И ја разбирам, 1 година бил на сила тој закон. Така. И До неговото укинување. И сега што правиме со таа година, како ќе се постапува, многу нејасноти, многу опашки, ја што ги викам оставени со тоа често менување, но пред да ја направиме, ќе ја направиме првим паузата, па имаме едно клучно прашање околу конфликтот на законите, односно Уставниот суд не решава дали некои закони се конфликтни меѓу себе, иако тоа е голем проблем во македонското законодавство и тоа предизвикува еден огромен хаос, но ќе позборуваме тоа после првата пауза. Време е за нашите пријатели кои што го овозможуваат реализирањето на овој подкаст. Затоа останете со нас, ќе се вратиме да разговараме со председателот на Уставниот суд на интересни теми, како што е меѓу друго и солидарниот данок, укинувањето, односно исто така и глобалниот данок кој што
треба да се знае дека треба да се плаќа, односно или да не се плаќа, ќе ни објасни која е одлуката на Уставниот суд, така што останете со нас, се враќаме после рекламите. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, од сега и со нов вкус. Лимон. Кека. Ке сакаш уште. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, продолжуваме со подкастот. Гостин ни е председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Разјаснивме нешто околу членот 218 од Законот за извршување, кој што е круцијален конечно државата да се изедначи со сите останати учесници во правниот промет, што би се рекли во правниот систем, односно да не биде државата над нас граѓаните и над фирмите, туку да биде еднакво, односно да може да се изврши кога ние како граѓани и како фирми имаме побарување од нив и со тоа да не кумулира милионски долгови, бидејќи едноставно не сакаат да плаќаат, едноставно нема начини како да ги натераме да плаќаат. Објаснивме, се надевам дека беше доволно јасно во првиот дел по оваа точка, односно по овој дел од разговорот, но остана нешто што го завршивме првата третина од подкастот, сега ќе продолжиме со тоа прашање. Многу често се појавува заради многу честите измени на законите, али и недоволното подготвување на законите ги некогаш владата, секогаш владата ги предложува, но многу често и собранието, па многу често има интервенции во собранието на законите, многу често се менуваат член 2-3 и едноставно се многу исто така се создава една какофонија во законите и многу често ни се појавува да имаат конфликт меѓу себе, односно одредба во еден закон и одредба во друг закон кои што се тесно поврзани да се спротивставени и да не може да дојде до примена, односно да не се знае како да се примени тој закон. Уставниот суд е по германски модел работиме, кај што смета дека типично треба да се однесува Уставниот суд од аспект само на гледање на уставноста на законот, но ние нема институција која што гледа и конфликтноста на законите. Дали треба да се прошири малце улогата на Уставниот суд по оваа прашање? Ова ми е една од омилените теми. Јас имам напишано неколку издвоени мислења. Видете, јас сум 8 години судија. Скоро и да нема седница на која пред судот не се поставува ваква дилема. Ние ја викаме колизија на законите. Има колизија хоризонтална, значи на еднакви закони по сила, и вертикална, на послаб со посилен закон. Мој личен став, и ме радува што Уставниот суд у последно време, значи последниве година-две, веќе почнува да си ја прифаќа таа надлежност како резултат на судски активизам. Значи, неспорен факт е дека ние во Уставот немаме експлицитна надлежност. Како што имаме надлежности, како што ни се наредени сите надлежности, нема надлежност што пишува. Уставниот суд одлучува за судирот на законите. Нема. Меѓутоа, Уставниот суд, штитејќи ги
темелните вредности на нашиот правен поредок, меѓу кои и владењето на правото. Не може да се абстрахира кога ќе види случај на класичен судир на закони, значи две одредби што се судираат, што се конфронтираат, две одредби што можат да бидат применети од некој арбитрарно. Што значи арбитрарно? Јас, што го применувам тој закон, да бирам кој од овие две правни правила ќе го применам. Тоа не води кон правна сигурност. Значи, тоа елементарните услови за владење на темелната вредност владење на правото не ги задоволува. Од тука, мојот став од секогаш бил дека иако немаме експлицитна надлежност, Уставниот суд има имплицитна надлежност и е должен да го решава судирот на законите. Зашто? За да не дозволи правна несигурност и за да не дозволи арбитрерност. Еве ви еден за граѓаните да можат полесно да разберат. Законот за платите на избраните и именуваните функционери. Јас бев судија известител. Во 2009 година, како резултат на светската економска криза, владата дава предлог, собранието го прифаќа. Во законот се интервенира и се додава еден член, се дава фиксна основица на платата на сите избрани и именувани функционери. Фиксна. И платата на избраните и именуваните функционери се одредува таа фиксна основица помножена со коефициент. Меѓутоа, што направил нашиот законодавец? Кога го внел ова ново правно правило, он не го ставил вон сила другото правно правило, старото правно правило, кое било во примена 20 години. А тоа правило гласи коефициентот помножено со просечната исплатена плата во државата за предходната година според Заводот за статистика. Сега, да го отстранил тоа правно правило, немаше да има никаков правен. Но, постојат две правни правила што регулираат иста работа. И, бидејќи сме на подкаст, можам да кажам, кога го добив предметот да го работам, јас го викнав нашиот шеф на сметководство. Сега за да им објаснам на граѓаните што значи колизија на законите. И го прашав како ја одредуваш ти мојата плата. И он ми кажува фиксниот износ пута коефициентот. И му го покажувам во самиот закон. Зашто не го примениш членов 12? Па не знам, вика, така ми кажа, така сите пресметуваат. Ама кој сте тоа вие сите? Ова е закон, важи за сите. Кој си ти да бираш кој од овие две правни правила ќе го примениш? Ете, тоа е судирот на законите. Тој што го применува законот, што треба да го спроведе, да биде арбитер. Дали ова правно правило ќе го применам или ова? И се замислете за еден граѓанин едно правно правило, за друг граѓанин сосем различно правило. Различно може да се постапуваат и нема да го скршат законот. Никој нема да го скрши законот. И ова правно правило е во сила, и тоа е судирот на законите. И затоа се радувам што последнава година и по. Уставниот суд веќе има донесено неколку одлуки. За мене нема никаква дилема. Значи, нема никаква дилема дека судирот на законите не е наша експлицитна надлежност, немаме надлежност тоа да го правиме, но во оној момент кога судирот на законите ја повредува правната сигурност и владењето на правото, а со тоа и правата на граѓаните, и води до арбитрерност, и како сме надлежни. И очекувам во наредниот период многу вакви предмети да бидат решени. Сега не оние да ги наречам технички судер на законите. Не, оние каде што стварно би трпеле граѓаните, односно нивните права. Нивните права. Доаѓаме до темата за минимален глобален данок. Едноставно се побара да се види уставноста, бидејќи некои оспоруваат, некои не оспоруваат. Кој е ставот на Уставниот суд за ова? Уставниот суд неколку пати го разгледуваше, но е многу интересен предмет. Одлуката на Уставниот суд е да не поведе постапка за глобалниот данок. Меѓутоа и претходно разгледувајќи го се појавија сомнежи, и имавме дури и поведено постапка. Што беше проблематично? Проблематично беше ретроактивноста.
Меѓутоа, во овој специфичен случај, даночната основа на овој посебен тип на данок, значи не може да се изедначи како данокот на добивка или данокот на додадена вредност. Ова е специфичен тип на данок, во кој бара кумулативно за 2 години, данок што се, даночната основа се формира по оданачувањето на добивката од предходната година. И подносителот на иницијативата имаше наведено дека законот е донесен на 3 јануари, меѓутоа ја опфаќа како даночна основа и 2024 година. Се појавија сомнеш и кај мене и кај дел од судиите. Меѓутоа, по неколку кратно внимателно разгледување, ние утврдивме дека у суштина тука нема ретроактивност. Нема ретроактивност. Односно, ретроактивноста не треба да ја гледаме онака стрикно, формалистички и буквалистички, затоа што во тој случај ние ја утињаме поентата. Значи, тој данок, даночната основа за тој данок се формира на поинаков начин. Не е, например, како за данокот за солидарност. Така. Ќе дојдеме до солидарност веднаш на наредното прашање. Значи, глобалниот данок си останува. Си останува, да. Тоа ќе си го плаќа. Законот е во сила, компаниите тие што ги исполнуваат условата, има таму критериуми. Тоа не се многу компании, но ќе си го платат данокот како што треба да си го платат. Сега го спомнуваме неколку пати во првиот дел и сега го спомнавте солидарниот данок. Тоа беше за мене големо изненадување што ја донесовте поништувачката одлука, значи не укинувачката, поништувачката, иако лично јас се надевав дека ќе ја донесете таа одлука затоа што со тоа ќе покажете владење на правото и дека државата не е над граѓаните, ако е грешен и противуставен е противуставен и ќе треба да ги врати тие 49 милиона евра на компаниите што се земени и вие донесевте поништувачка одлука и се враќаат, како што рековме од март на компаниите тие пари што се земени. Зошто ја донесовте таа одлука и не ви беше жал за државниот буџет при таквото носење на одлуката, бидејќи до сега немаше таква храброст Уставниот суд тоа да го направи и да оди така директно контра буџетот и контра државата, односно контра финансиските интереси на државата. Видете, многу луѓе се сомневаат дека Уставниот суд може да донесе таква одлука, но ние донесовме и не случајно кажав дека состојбата со владењето на правото во нашата држава е толку во минус, што ако не се направат сериозни, радикални чекори, како ваква одлука на Уставен суд, ние уште долго ќе се препелкаме во тој правен лавиринт и во тој правен хаос или, како да го наречам, декларативно владење на правото. Глумиме владење на правото, далеку сме од владење. Потребни се храбри одлуки. Ова е една таква одлука. Зашто оваа одлука има и порака. Што е основната надлежност на Уставниот суд? Политиката да држи во правни рамки. Политиката значи одлуките на владата, одлуките на собранието, кои се производ на политика, да бидат во правни рамки, односно во рамките на границите на тоа што Уставот им дозволува. Зашто никој нема повеќе права од тие што Уставот им му ги доделува. Во тој предмет се беше погрешно. Значи, од повикувањето на европската регулатива, значи да, постои европска регулатива и таа ги тангира само енергетските компании, како што многу држави направија на поинаков начин. Второ, погрешна интерпретација на солидарноста. Солидарноста представува темелна вредност на нашиот уставен поредок. Суштината на солидарноста е сите да бидат солидарни, а не компании што оствариле, мислам, 6 милиони. Така, одредена сума што имаше милион. Кој критериум, значи, кој го одредил тој критериум? Ја и на самата седница кажав, значи, солидарен сум јас со 6 милиони 1 денар, остварена добивка, меѓутоа тој со 5 милиони 999 денари не е солидарен. Безсмислено е. Не може солидарноста да падне на терет на не знам колку 100 и нешто компании. Да, 142 мислам дека бе, ако не се лажам. Да, така 142 компании. Да, 140 компании. Не може теретот да го понесат. Или сите ќе го понесат, или никој нема да го понесе. Понатам, правната предвидливост. Значи, владењето на правото има
илјадници принципи. Меѓу нив се и правна предвидливост, легитимни очекувања, правна сигурност во положбата во кој се наоѓаат субјектите. Значи, не може вие играте утакмица, сега со спортски жаргон да се... На полувреме да ги смените. На полувреме да ги смениме правилата на игра. Така. Или да ги смените правилата за игра само за едниот тим. И се дојдеме до... И само уште ова сега да... Така. Кога кажувам дека одлуките на Уставниот суд имаат и порака, значи тоа е први порака до доносителот, до предлагачот, да знаат дека постои институција што нема да ви дозволи да, колку и да се големи последиците, нема да ви дозволи да излегувате надвор од рамките. Но и друг тип на порака. Дека во оваа држава владее правото. Значи не може ни владата, ни собранието да ги менува правилата на начин што во оваа немилосрдна борба за привлекување на странски инвестиции, ние им кажуваме, да, дојдете, меѓутоа правната клима овдека е таква нестабилна, што можам утре данок за солидарност, данок за мажените, за немажените, за сонцето, за природата. Има една Јас сум голем љубител на Алан Форд романчињата. Сум ги читал ја исто така. И го крадат кипот на слободата и наградата, градоначалникот на Њујорк е $1 милион. И сега екипата на број 1 На број Алан Форд ТНТ. се качуваат на 100 кат Empire State Building и добиваат наградата за тоа што го вратиле кипот на слободата. И со лифтот на 99 кат данок за патките, на 97 данок за жирафите, на 97 за тревата, за женетите, се си минјаат доле 50 центи. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Фала ти на наградата. Така е. Како да дојдеме до тој момент? Ајде, се обидувате да го направите, но има ли и во правосудниот систем, вие сте поупатени од мене, волја да се разбере и кај судиите, оние што судат, например, дека во граѓанските судови, пред се во кривичното право е малце друго, дека подеднакво учесници во системот се и државата, институциите, носителите на јавни функции визави граѓаните и компаниите. Имаме чувство дека системот, правосудниот систем како да ги штити, да има потреба да ја штити државата. Државата е само еден субјект во целиот систем. Зборуваме во граѓанското право, не во кривичното. Кривичното си е друго и тоа, како викаат во кривично право, законот си е закон, се спроведува и може секој да го работи кривичното и секој да суди во кривичното право, бидејќи кривичниот закон иако е голем, но тој е одреден, не може да се толкува надвор од кривичниот закон. Додека во граѓанскиот судови секоја одлука на судијата е можеби и закон, бидејќи ако не е регулирано во законот, одлуката станува важна, односно применлива во системот, станува дел од правниот систем, правниот поредок. Колку нашиот правен систем во овој момент и нашите луѓе во правниот систем сваќаат дека државата не е над граѓаните, над компаниите, над нас, над животот, едноставно? Сите во оваа држава, значи сите, и во правосудниот систем, и во државниот апарат мора да сватат дека државата се граѓаните. И не може да ја штитиш државата на сметка на граѓаните. Значи, нашиот устав, ако го видите, 2/3 од уставот се слободите и правата на човекот и граѓанинот. 2/3 од уставот. Мора да разберат дека не смее да се прави ни поистоветување, меѓутоа ни разлика. Треба да судат според устав, закон и меѓународно ратификувани договори. И тука да бидат безкомпромисни. Но друг е проблемот со состојбата во правосудството. Предолго, може би повеќе од 20-25 години. Тоа е моја лична евалуација. Имаме сериозен дисбаланс во поделбата на власта. Поделбата на власта е темелна вредност на нашиот правен поредок. Власта се дели на законодавна, извршна и судска. Уставно судската власт е четврта власт, е над овие и не подлежи на поделбата на овие, затоа што ги контролира сите три и затоа е над нив. И така е и номотехнички, ако гледаме во уставот,
Уставниот суд е 4 глава, Така е. а организација на државната власт е глава 3. И таму се и законодавната, извршната и судската власт. Сега, во Македонија, барем јас, што сум сведочен, сум компетентен да кажувам, бидејќи имам и претходно работно искуство во председателски кабинетот, каде што се гледаат многу работи, се дознаваат многу работи. Е голема доминација на извршната врз сите други власти. Ја неколку пати имам кажано, може да ми се љутат пратениците, меѓутоа тие самите се сведуваат на гласачка машина. Не може 50, 60, 70 пратеника сите да мислат како лидерот. Не е нормално. Значи, они не ја обавуваат, они не го представуваат лидерот там, граѓаните. Така е. Од таму Тие- црпате легитимитет, ние ги гласаме. И на еден друг подкаст бев прашан околу можноста за отповикување на дел од политиките, односно на власта, на законодавецот, преку референдум, да. Нема друг начин, граѓанинот нема... Еве што беше измените на кривичниот законник. Ако најдете еден граѓанин во државава, освен тие што беа засегнати, Засегнати така е. дали беа срекни со таа одлука? Не. До Како да ја 2000 отповикам таа одлука? Нема друг начин освен референдум. Меѓутоа, лимитите за референдумот се кај нас страшни. Да се вратам на темата. Таа предоминација прави аномалија во нашиот поредок. Значи, аномалијата е немаме законодавец каков што треба да имаме и во таков амбиент овие две власти се поставуваат предоминантно кон судската власт и прават мобинг. И, например, како можете да очекувате од судската власт да биде ефикасна кога не го давате законски определените средства? Така. Никогаш. За да Значи, законските граѓаните треба да влезат во судовите. Треба да видат во каква атмосфера, во каков амбиент. Па тоа е за жалење. Така е. Значи, најлесно е да се критикува. И кај што треба да се критикува, ќе се критикува. Но, состојбата таму е очајна. И сега не може, ја треба да одам на трка. Не можам јас со мојава кола да одам на трка кога некој вози Ферари. Така е. Така и власта, ако ги нема потребните ресурси, ако ги нема потребните услови, бројот на вработени, стручни соработници, технички персонал, не може да работи. Така. Не функционира машината. Сега ја отвараме темата која што ќе ја зборуваме во третата третина, а тоа е платите на судиите и на јавните обвинители. Тоа е жешка тема во јавноста. Тамана го ја отворивме со ова што го кажавте, материјалниот позиција на судството и предоминацијата на извршната, не на законодавната врз судската власт, но време е за втората пауза, па се враќаме со платите на судиите и на јавните обвинители. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп.
Влези во Сладо клуб. Од сега и со нов вкус. Лимон. Кека. Ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот. Гости на председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Се надевам дека разјаснивме добар дел од прашањата кои што се однесуваат пред се на економијата. Ние овде работиме економски теми, но зборувавме и за правниот систем, што знаеме дека без добар правен систем нема ни економија, но завршивме, односно крајот на втората третина од подкастот и ја го наметна и прашањето до последниот дел од оваа епизода, а тоа е платите на судиите и на јавните обвинители. Сега доаѓаме до клучното прашање: има ли мешање на извршната власт во работењето на судиите и на судовите со тоа што сака да ги коригира коефициентите, односно како да се одредува платата. Затоа што дали е мешање, дали не е мешање, да разјасниме, бидејќи има различни спорни елементи, односно различни агли на гледањето на работата, а тоа е едно дека со намалувањето или коригирањето на коефициентите се меша, но во работењето и независноста на судството, но од друга страна аргументот е дека и судиите не се надвор од системот, па и владата има и право да одредува коефициенти како што одредува и за себе и за другите институции. Не ја завршив мислата од претходната дискусија. Значи, мој личен став е дека извршната власт е предоминантна и се поставува и над законодавната и над судската власт. И тоа трае предолго и во таков амбиент се создаваат тие кронизми, политички влијанија, политички назначени суди, што се чувствуваат долг спрема партијата или спрема поединци. И сето тоа, како поминува времето, се мултиплицира и создава аномалии. Ја не амнистирам судската власт. Таа треба да најде начин самата да се бори против аномалиите внатре. Тие најдобро знаат кои се добри суди, кои се лоши суди. Кога викам лоши суди, не во смисла дали се писмени или неписмени, него корумпирани или политички, со политички афилијаци. Самите мораат да се борат, затоа што тие такви судии, кои се убеден сум многу малку, го резилат образот на цела една фела, на цела една власт. Значи не ги амнестирам. Но никогаш нема да прифатам, како што многу често двете власти, законодавната и извршната, го вперуваат прстот и се изживуваат 2%, синкира они имаат повеќе доверба, немаат повеќе доверба, немаат ни они повеќе доверба, и се тоа го објаснувам на многу едноставен начин. Ако судската власт, правосудството, има 2% доверба, тоа не е станато преку ноќ. Тоа е еден процес долг. Така. Што правеле овие две власти на одмор, на годишен одмор биле, додека оваа власт од 100% е максималната, се симнала до 2%. Како? Така. Не може да се абстрахираат. Тоа е систем. Така е. Они го градат системот, извршната и законодавната власт го градат системот за да функционира судската власт и треба да му дадат слобода, но да го стават во рамка, односно во систем каде што ќе има доверба поголема од 2%. Или одговорни се за систем. Апсолутно. Затоа викам, тие на годишен одмор ли биле додека оваа власт паднала на 2%. Не. Околу недовербата, јас често викам недоверба во целиот државен апарат. Еве го случајот, трагедијата со Кочани. Што има судската власт со таа трагедија? Не. Него таа трагедија нас повторно ни укажа дека системот ни е трул. И тука нема судска власт. Тука имаме министерства, управни органи, инспекцијски органи, сите потврлиле. И законите се проблематични, правилата се проблематични. И тоа потврлале со децении, значи во огромен временски период. Затоа не прифаќам ја вперување на прстот. Кога викам недоверба, зборам за целиот државен апарат. Факт е дека државата, владата и законодавецот има право да ги одредува платите. Но факт е, значи јас уште првиот пат, владата на предходната влада, која ги намали коефициентите за да не растат платите. Значи, фактички тие ги намалуваат коефициентите за да не порасне платата. Уште тогаш јас бев против и гласав против тоа решение. Зашто? Многу е едноставно. Постојат меѓународни стандарди што се однесуваат на судската власт. А нашиот устав
во темелните вредности вика дека општо прифатените норми на меѓународното право, меѓународните стандарди се темелни вредности. Значи ние многу одлуки носиме повикувајќи се на меѓународните стандарди. Кој ги развива, дали Европскиот суд за човекови права, Советот на Европа, било кој. Венецијанска комисија. Ние имаме море од правни меѓународни стандарди кои викаат дека платите на судиите не можат да бидат намалувани дури ни во состојба на криза. Меѓународни стандарди. Зашто? Затоа што платите на судиите, според меѓународни стандарди се вика, дали е Венецијанска комисија, дали е Европски суд за човекови права, викаат дека е нераскинлив дел од неговиот статус на независност. И тоа е точно. И тоа е точно. И тогаш на седница имам кажано, од Адам до денес независен и слободен е тој што е економски независен. И затоа утре мислам дека утре е Да појасниме, во вторник се снима подкастот, во среда е седницата, во четврток ќе се емитува, за не знаеме кој ќе биде одлуката на не можем, јас зборам мојот личен така. став, ја немам никакво. Значи вие сте не се намалуваат. Апсолутно. Значи јас повикувајќи се на тие меѓународни стандарди и на самостојност, независноста и самостојноста на судиите, сум за да не се намалуваат нивните плати. Но, пак ќе кажам, тие треба да ја понесат својата одговорност. Значи, тие треба да бидат на нивото на задачата и да ги демантираат овие две власти што лесно го вперуваат прстот кон нив. И да најдат начини да расчистат со тие така наречени суди што го прљаат образот на цела една фела, на цела една власт. Гледаме дека немаат волја да го рачистат, за жал. Значи ќе видиме каква ќе биде одлуката за платите. И само да им објаснам нешто на сите што не следат, мислам дека се изгуби тоа важноста на редењето на функциите во државата. Ние измешавме се, па најчесто сметаме дека премиерот, односно председателот на владата е на врвот на пирамидата. Според устав се реди председател на држава, председател на собрание, премиер, односно председател на влада, и вие сте четвртиот по значење. Значи, во државата тие се првите четворица. Иерархиски по пресеанс листата. Пресеанс, така е, пресеанс листата, и тоа е цитирав, у суштина председателот на државата, собранието, тој е втор човек, тој го менува и председателот, и оние има моќта во кризни моменти да решава наместо председателот кој е спречен да действува председателот, па доаѓа премиерот и вие доаѓате на четвртата позиција. Да појасниме што значи зошто е толку важен уставниот суд во целава работа и ова што го кажувате, зошто има сериозна тежина во целиот систем, но доаѓаме реков систем, ќе се надоврзиме одма за пензиите и за пензискиот систем. Донесовте одлука дека линеарното зголемување е окей, дека нема никаков проблем да си остане и ќе добијат илјадарка. Сега има во јавноста големи дилеми околу се во ова, бидејќи се конфронтираат две права на два типа на пензионери. На пензионери со многу ниски пензии, кои што добија големо зголемување со вкупно 7.000 денари, што ќе ги добијат со второто, со четвртото линеарно покачување кој завршува со 1000 денари, и оние што имаат повисоки пензии кои што ќе добија повисоко со процентуалното зголемување. Имаме две права под еднаква силина, и двете страни имаат право да се бунат. Вие у суштина како уставен суд превагнавте на страната на линеарното и на посиромашните. Дали зошто ја донесовте таквата одлука и нели заштитивте и не оштетивте една друга категорија на пензионери? Ќе одговорам, но да се навратам со уште две реченици на претходната дискусија, да не бидам разбран дека ја и држам лекција на трите власти. Иако хиерархиски според поставеността на уставот ние сме нивниот контролор, и да, можеме да кажеме и треба да ги кажуваме работите. Јас сум прилично самокритичен и за работата на уставниот суд. Значи, јас сум еден од ретките што има кажано дека во мој мандат сум видел преконструктивен, прекомпромисен уставен суд со владата, а сум видел и периоди на уставен суд што наликува на подрачна единица на владата. Кога јас станав председател, кажав
или ќе ја дотераме работава како што треба, или ќе работиме, иначе све друго е бесмислено. И потврда за мојата самокритичност и критичност кон судот се 57 издвоени мислења. Се сомневам дека на светско ниво постои. Ја 57 пати сум им кажал на колегите, не сте во право. 57 пати. Вие сте кавгаджија. Не е кавгаджија. Па тоа е кавга, мислам, правна кавга, не е тоа Да. карактерна особина, но тоа е правна кавга. Вие у суштина 57 пати сте се кавгале, правно сте се кавгале. Да, со вашите колеги. правни аргументи, да. Так, може да се нарече кавга со правни аргументи без ad hominem елементи. Да. Така, 57 пати, но еве која е сатисфакцијата. Дел од моите издвоени мислења сега стануваат мнозински мислења. И има бројни такви. Дел од моите издвоени мислења стануваат законодавни решенија. Голема е кејфот на еден сатисфакцијата, Да. така, Кејф. на душичката што се вика. кејф на судијата му доаѓа што тоа што го напишал пред 5 години. Еве за законов за извршувањето, пред 5 години сум гласал против. Не знам дали имам издвоено мислење, не се сеќавам. За транспарентноста, за објавувањето на веб страните на неправосилните судски пресуди. Пред 5 години сум напишал издвоено мислење. Минатата среда донесовме одлука. И за бројни такви решенија. Значи, сакам да кажам дека сум само критичен. И затоа викам, Уставниот суд е најповиканиот. Не можете да очекувате од редовното судство будење, ако Уставниот суд не продуцира правна сигурност и владење на правото. Не, тоа е пирамида. Така, И на таа пирамида Уставниот суд е ќе најголем. го завршиме разговорот Ја да токму се- со пирамидата, првим пензиите, мислам дека очекуваат. Вака. Јавноста, па ќе се вратиме малце на пирамидата и колку можете да действувате. Тоа ќе биде за финале на овој подкаст. Јас сум свесен дека не секој граѓанин е задоволен од нашите одлуки и тоа е нормално. По двата предмета, значи беа бројни иницијативи, ние во суштина одлучувавме за два предмета. Прво беше линеарното зголемување и второ дали нерезидентните пензионери можат да ги добиваат Зголемување. линеарното зголемување. По двата предмета одлучивме да не поведеме постапка. Еве ги клучните аргументи на мнозинството суди во кои сум јас. Значи со мнозинство се донесе, не се едногласни одлуки. И јас сум во тоа мнозинство. Дури имаше поведено постапка за линеарното зголемување, ја напишав издвоено мислење. Зашто сметам дека е грешка што се повела постапка. Македонија по уставот е социјална држава. Да, Така пишува во уставот. Република Македонија социјална држава. Во темелните вредности на нашиот уставно правен поредок, социјалната правда е темелна вредност. Значи, социјална правда. Ние во многу одлуки, темелните вредности сме ги, тие се како рамка, во таа рамка ние, само Уставниот суд може тоа да го прави, и никој друг, става содржина. Што значи социјалната правда? За да може да се примени. И тоа е единствено авторитетно. Секој може да го толкува, меѓутоа последниот збор е наш. И така ги толкуваме сите темелни вредности, вклучително владењето на правот, но и социјалната правда. Ако е тоа така, за мнозинството суди, линеарното зголемување на пензиите представува социјална мерка. Владата има легитимна цел. Ние одлучивме дека владата има легитимна цел кога има одредена состојба во државата, а таа состојба е, не знам, инфлација и зголемени трошоци за живот. И сега имаме една категорија на граѓани која треба да се справи со таа. И владата, повикувајќи се на социјалната правда, на како социјалниот карактер на државата, линеарното зголемување на пензиите од секогаш била социјална мерка. Таа на ниеден начин не значи повреда на стекнатите права на пензионерите. Значи, како се стекнува едно право? Вие, Горан, сте уплаќале толку и толку во пензискиот фонд, врз основа на тоа што сте уплаќале, врз основа на сите тие критериуми, добивате решение, вашата пензија изнесува толку. Со тоа решение вие сте го стекнале тоа право. Оваа социјална мерка, која е многу важно да се нагласи, има темпорален карактер. Значи, линеарното зголемување на пензиите значи времено ставање вон сила на законски утврдената формула за зголемување на пензиите. Значи,
се става вон сила, државата интервенира и нема дилема дека им помага на тие со најниски пензии да се справат со инфлацијата и со ценовниот шок. Затоа што со законската формула не би можеле тоа да го направат. Не би можеле тоа. Има категорија што е ускратена сега, на пример, јас имам повисока пензија и сум ускратен, ја добивам помалце од сето тоа, но јас сум рамноправна душичка во целиот процес. Ама затоа викам, тоа е социјална мерка, не ви задира никако во стекнатите прави. Вие сте го стекнале правото и вие имате, не знам колкава е најголемата пензија, 90.000 денари, да речем, карикирам. 90. Вие секој месец имате 90.000. Така. И не ви задирам јас. Него на тие 90.000 добивате уште, не знам, 2 пати по 2,5. Да, 7.000 вкупно ќе добива, 97. Меѓутоа тоа е надградба на ова. Тоа е мерка. И то времена, не е трајна мерка. Друго би било да е трајна. Ние ја викаме мерка од темпорален карактер. По завршувањето на потребата од таа мерка, се враќаме на старото законско правило. Тука више законското право, она законската формула за усогласување 2 пати годишно, важи за сите подеднакво. Дали ме разбирате? Да. Социјална мерка во временски период ограничен за справување. Истата правна логика ја имавме и за нерезидентните пензионери. Ние одлучивме дека е во ред да не ја добијат. Зашто? Затоа што ние збориме за справување со состојба што се случува во границите на Македонија. Така. И тука треба да се справиш со таа состојба. Таа е логиката. Таа е логиката. Сега доаѓаме, уште неколку минути имаме до крајот. Провеуваше цело време низ разговоров и за самокритичноста на судот, ваши 57 издвоени мислења, гледаме какви одлуки се носеше, рековте во одредени моменти Уставниот суд бил испостава на владата. За жал тоа го гледавме дека се случува, но како ќе ја натерате извршната и законодавната власт да действува согласно правните принципи и да почне да биде рамноправен учесник во целиот систем, а не да биде како тутор, односно нешто надвор од правниот систем и надвор од над граѓаните, бидејќи имаме чувство дека во оваа имаме две категории на луѓе, тоа се политичари и граѓани, иако политичарите моќта би требало да ја црпат само од нас граѓаните, а легитимитетот преку собранието кое што гледаме дека е само гласачка машина, а не вистински дом, застапник на нашите, на избирачите, на мојот пратеник од мојата изборна единица, ја него ни знам лично, нит дошол, нит да разговара со мене, нит ми се обратил, освен во кампањите. Едноставно, например, во Велика Британија тоа е сосема различно. Секоја единица точно го знаат, оди ги моли, ги куми и од таму му произлегува моќта. И овде произлегува од нас граѓаните, но гледаме дека тоа не може да се врати. Како ќе ги натераме Уставниот суд да бидат дел од системот, а не над системот? Многу едноставно. Нема компромиси. Значи, јас сум кажал, не правам компромиси со никого, лојален сум на Уставот и никому друг, уште на првиот ден кога ме избраа за председател. И така постапувам. Значи, ако ние, како Уставен суд, континуирано, им стоиме, уставно кажано, на врат на двете власти, ама со наши одлуки, не е ова, да речеме, изживување или не, само со правни аргументи. И носиме храбри одлуки при тоа. Храбри одлуки. И ги држиме континуирано во состојба на уставна дисциплинираност. Само на тој начин. Значи, за мене најголем комплимент дека добро е работам. Дури би си рекол и успешно е работам. Самиот за себе ова должност е нервозата кај политичарите и кај државните органи. Значи, и владата е нервозна, и собранието е нервозна, и интерпелација доби во собранието. За мене тоа кампуваа пред Уставен суд плюс политичка партија. За мене најголем комплимент за мојата работа е штом политиката е нервозна. Дали политиката преку политички партии или преку нивно представување во државни органи, штом тие се нервозни, значи јас сум на добриот пат. Зашто? Што моја основна работа е да ја држам политиката во правни рамки. И само така се гради уставна дисциплина. Еве се уште еден пример ќе ви кажам. Прескам зачнав. Ја не сум сигурен дека веќе ќе бидам толку конструктивен спрема законодавниот дом.
Ја на последната пресконференција годишна кажав медениот месец за собранието заврши. Ние 3 шанси му дадовме на собранието. Првин беше законот за електронски комуникации, му одредивме рок 2 до 3 месеца не ја почитува нашата одлука. Му дадовме рок да не настане несогледливи последици за кривичниот закон, за измените на кривичниот закон. 10 месеци. Тоа ли е однос према Уставниот суд? Така ли се однесува собранието? Затоа преска кога разговаравме, реков не сум сигурен, може би е подобро од сега, барем за мене, ја личниот став го кажувам, нема веќе интерпретативни одлуки, иако тие се многу здрави, за да не настане правна празнина, да не трпат граѓаните. Не, јас сега како судија, која ќе гласам или кога ќе давам предлози, јас би одел со одложен ефект, за да нема веќе компромиси, зашто они покажале непочит спрема Уставниот суд. Значи само со одложен ефект, ама кога ќе дојде моментот мора да се Стапува спроведе. во сила. Многу пријатно и до гледање ако не ја смениш. Тогаш граѓаните ќе знаат кој е, Така. каде е вината. Ако нивните права страдаат, ќе знаат кој е одговорниот. Нема друг начин да ги дисциплинираме. Ја често викам, собранието е уставно недисциплиниран орган. Така. Леле, каков крај на подкастов, а и малце и лични прашања да видиме каде се позиционирате. Не, ова не беше предвидено во дел од подкастот, ние економски теми работиме. Рековте уште една година имате од мандатот, очекувате ли да ве реизбор? Имате право на реизбор? Немаме право на Не, реизбор. немате, ви завршува. Уставниот завршува да. Да, 9 години мислам дека ви е сето тоа. Нема да. Што ќе правите после 9-та година која ќе ви помине? Ха, Со вакви критики, што ќе работите? Баш ме интересира. Буквално сега сум во фаза на размислување што понатаму. Што понатаму. Имам неколку идеи, тие се движат од приватно нешто во правниот консалтинг до некој академски ангажман. Академски ангажман. И последно прашање, не знам дали ќе биде последно, бидејќи секогаш имам на последното уште неколку последни прашања, но како сте задоволни од овој состав на Уставниот суд? Јас знам дека има неколку вистински љубители на право таму, сега професорката Данева ќе ја спомнам, ја знам како љубител на правото и јас знам неколкумина, едно 5-6 луѓе во држава што се љубители на правото. Не зборувам добри, лоши, вакви онакви правници, туку љубители на правото што го живеат и го дишат правото. Како вие го оценувате? Ја го имам тоа високо мислење за професорката Данева, но како вие го оценувате составот во моментов? Дали ќе опстои на овие заложби, вие имате уште една година, да продолжи по овој пат да бидат онака уставобранители, иако колку вака сега звучи малце политички, имаше да го браните уставот по секоја цена, или повторно ќе се сведе на некоја сервилен однос кон извршната законодавната власт, односно може и само да биде анемичен, доволно е да биде анемичен и да има простор за делување на останатите власти. Тешко нас ако тоа се случи, затоа што како резултат на таков уставен суд сега збориме како да се вратиме во состојба на нормала, значи збориме за состојба на нормала. Овој состав на Уставниот суд, меѓу другото ќе прочиташ и тука Така со да. доаѓањето на професорките Ана и Јадранка, која за жал од приватни причини го напушти од 1 јануари судот, дојдоа и промените во судот. Значи, јас сведочев на период кога Уставниот суд беше алергичен на науката. Јас сум имал колеги што не сакаат, се противеа на било какво предлог за подготвителна, за јавна расправа, да ја викнеме науката да ни објасни нешто. Алергични. Викаат, кои се тие да ни кажуваат? Ние знаеме се. Ние знаеме се. Јас викам, двајца знаат се, едниот се вика Бог, другиот е звер. Тие знаат се. Секој еден човек има потреба да слушне. И некако како за инат на тие, прва работа што ја направив како председател, склучив меморандум за соработка со правниот факултет. Затоа што јас сакам науката да ја слушам. Никој не знае се. Уште една многу битна разлика помеѓу луѓето што доаѓаат од академската сфера и што доаѓаат, да речеме, од редовното судство. Тие што доаѓаат од редовното судство безусловно, без исклучок се формалисти. И тие текстуално, механички го читаат уставот.
тие не влегуваат во една широка, екстензивно Во духот на законот не влегува, туку Не. формалната напишаното, но има и што го викат дух на закон, што носи, Не која е само- идејата. Не само тоа. Ние треба да ја читаме намерата на уставотворецот, тоа е наша работа. Работа на еден уставен судија и во Македонија и било каде во светот е. Да ја чита намерата на уставотворецот. Што сакал тој да ја чита духот и словото на ова и да ги прилагодува на она што го викаме жив конституционализам. Жив устав или реален устав е тоа што ни се случува сега, во овој момент, не пред 31 година. Има устави што се по 200 години стари. Сигурно треба да се најде соодветно толкување за сегашнава ситуација да се вклопи во тие уставни рами. Многу подобри се луѓето што доаѓаат од академијата. Значи, и јас припаѓам се сврстувам во тие луѓе, што екстензивно го читаме уставот. И по таа логика ние викаме, да, не пишува тука за колизија на законите. Да, ние немаме експлицитна надеж, но имаме имплицитна. Нема, ке формалистите ќе ти речат не пишува тука, не. Фала многу толку пријатели готово. да Да. така. Па тогаш кој ќе го реши судирот на законите? Така. Затоа сум оптимист, се надевам дека Уставниот суд и по моето заминување ќе продолжи со иста храброст, со иста одлучност, со иста одважност. Мора, иначе Горан ќе се вртиме во круг и сите страдаме. Јас често викам, место да ме напаѓаат, било кој треба да гледаат во Уставниот суд најголем пријател. Најголем пријател. Особено собранието. Зашто? Па им ја олеснуваме работата. Се овде ние што сме му напишале, само треба да го преточите во норми. И само така ќе бидете во согласност со уставот. Така е. И треба граѓаните да дадат поддршка, бидејќи уставот мора да биде одбранет и ние сме дел од уставот, граѓаните, односно уставот го штити граѓаните и граѓаните се носители на суверенитетот, а не политичарите, а не индивидуи, туку ние како граѓани, секој поединечно од нас произлегува. Овде ќе го завршам подкастот, господине Костадиновски, ви благодарам што бевте дел од него. Горан Овар на крај што го кажа, тука е мојот портпарол и знае ја како ги завршувам сите, например, кога ги им честитам на граѓаните. Чин на највисок патриотизам денес представува вистинската посветеност кон владењето на правото. А уставот ќе добие своја вистинска верификација само ако секој еден од нас го чувствува како свој и го штити. И никако поинаку. Значи не само Уставниот суд, него и граѓаните. Тоа е наш. Благодарам ја. Уште еднаш, тоа беше се за оваа епизода. Се гледаме наредната, не знам која ќе биде тема, ќе видиме дали е енергетика, дали е нешто друго, но останете со нас, следете не, бидејќи мислам дека даваме добри анализи и добри информации во овој подкаст. Секој добро, се гледаме.